Историски фокус. Историски фокус. Ретки се примерите во историјата еден народ кој од свој недра излачи такви творци што на една поголема етнокултурна група во наследство и оставија јазик, писменост и богати народностни традиции, самиот најдоцна да се користи со благодетите што со право нему му припаѓаат. И каква иронија на судбината, тоа му се случи на македонскиот народ. Имено, уште во средината на 9 век светите Кирил и Методий ја создадоа старомакедонската и сесловенска азбука. Нивните ученици со браќата Климент и Наум, почнувајќи од 886 година, ги граде основите на првата образовна институција во Македонија, Охридската книжевна школа, во науката позната и како Свети Климентов универзитет. И во продолжение на безмалку 11,5 столетија, кога македонскиот народ живееше во темно робство на повеќе инородни и иноверни завојувачи и владетели, се до есента 1944 година единствен светилник му беа Свети Климентовото писмено и духовно наследство. Почитувани слушатели, спомнувајќи си за овие свети личности и датуми, се навраќаме на еден значаен настан од поновата историја на македонскиот народ, а тоа е создавањето на првата високообразовна и научна институција со настава на мајчин македонски јазик, Филозофскиот факултет во Скопје. А повод за подсетување на ова јадро на подоцнежниот Скопски универзитет, денес Универзитет Свети Кирил и Методий, во денешната документарна емисија Историски фокус е 75 годишнината од неговите почетоци, иако пред десетина години се одбележува уште еден повод, поврзан со основањето на Филозофскиот факултет во Скопје во 1920 година како клон на Универзитетот во Белград. За подготовките и самиот чин околу создавањето на Филозофскиот факултет во Скопје во 1946 година, професор доктор Ѓорѓи Шоптрајанов во една пригода подвлече. Тоа е цела историја, многу интересна и многу поучна и многу полезна за виталноста на нашиот народ и на новата власт. Кога се водеше борба за парче леп, Президиумот насно превземаше мерки и донесуваше одлуки за организирање на многу важни институции за општествениот живот, но и за културниот, па и за научниот живот. Кога се ослободи Скопје на 15 декември 1944 година, јас доби полномошно од Президиумот насно да организирам Универзитет за Македонија во град Скопје. Се работеше за организирање на Македонски универзитет во новиот живот општествен на македонскиот народ. Задача деликатна, тешка. Основата за основањето на универзитетот беше библиотеката. Таа се уреди и продолжи со организирањето
на првиот дел од универзитетот. Тоа требаше да биде и стана филозофскиот факултет, хуманитарен и природно-математичкиот дел. Така, мојата концепција беше цел филозофски факултет потребен пред се за наставните установи во Македонија. Тоа беше неопходно затоа што на секаде во сите делови од Македонија имаше потреба од кадри. Меѓутоа, во самата организација на факултетот јас наидов на сериозни пречки. Еден мал број луѓе, меѓу кои некои влијателни, настојува да се обнови универзитетот во Скопје. Јас енергично се спротивставив. Моje становиште беше, тоа беше прифатено и од президиумот на АСНУМ, создавање, а не обновување. Во таа смисла, јас имам направено детално изложение во студентски збор во врска со една прослава на универзитетот, во која се изнесени автентични документи за тешката борба што ја водев за создавање на македонски прв филозофски факултет, кој стана основа на Македонскиот универзитет. Проблем беше со наставниот кадар. Она што се сметаше за македонско беше ангажирано. Поради тоа бевме присилени и званичните фактори и јас да пристапиме кон ангажирање на стручни кадри надвор од Македонија. Меѓутоа, со основна одлука, не враќање на старите кадри, ами ангажирање на нови луѓе за нов филозофски факултет. Почетоците на Филозофскиот факултет во декември 1946 година по еден повод беа предизвик за исказ и на академик Блаже Конески. Во областа на македонскиот јазик ние почнавме многу скромно во 1946 година, кога беше формиран Филозофскиот факултет како прв факултет на нашиот универзитет. На предметот македонски јазик тогаш бевме само двајца, покојниот Крум Тошев и јас. Во првите години најважна задача ни беше да формираме кадар, да ја прошириме така научната и наставната дејност. И во тој поглед имавме успеси, така што не само што можевме да ја зајакнеме катедрата на Филозофскиот факултет, ами во 1953 година можеше да се формира и Институтот за македонски јазик, кој што денеска го носи името на Крстен Исичков и влегува исто во составот на Скопскиот универзитет. Во документацијата на Радио Скопје, Македонското радио, за првите денови на Филозофскиот факултет е зачувана и снимка од искажување на академик Харалампие Поленаковиќ. Сеќавањето на овој почеток буди кај мене незаборавни впечатоци, бидејќи стануваше збор заедно со почетокот на Филозофскиот факултет и со мојот прв настап пред студентите како прв професор за македонската и другите југословенски книжевности. Како да беше тоа вчера. Се сеќавам на 16 декември 1946 кога зависно од распоредот на часовите се исполнија слушалните со весели младешки гласови со младост желна за наука. Првото моје предавање беше во врска со развојот на славистиката, се разбира главно врзано за почетоците на словенската просвета, делото на солунските браќа Кирил и Методија. Признавам, не ми беше лесно првото предавање,
Нешто од возбудата и од самото предавање, кое што и за мене беше прв обид во универзитетската настава изведувана на македонски јазик. Со ентузијазам работевме како ние наставниците, исто така и студентите. Како што е обичај, предавањата минуваа по одреден ред, меѓутоа семинарските вежби со реферати од страна на студентите и дискусиите представуваа особена вредност. На вежбите главно се обработуваа прашања од македонската литература и тука доаѓа до израз веќе пројавените млади критичари, поети, идни научници. Со задоволство можам да кажам дека наши студенти од првите неколку генерации во текот на времето стана наши асистенти за да дојдат и до професорски и повисоки звања. Во нашиот јавен живот, во радиото и телевизијата, во театрите, во списанијата и весниците, наши дипломирани студенти зазедоа водечки места. Почнувајќи со скромни средства и кадри, по кратко време филозофскиот факултет ќе разграни широко образовно-воспитна и научна дејност. За работата на наставно-научната група за историја, професор доктор Христо Андонов Полјански, меѓу другото, има речено: Најголема дејност групата за историја развиваше и развива во изградувањето на наставно-научен кадар. Тоа представува многу важен, многу значаен потенцијал за поставување на научно-истражувачката работа на повисоко научни ниво, не само во рамките на групата, на филозофскиот факултет, на универзитетот, туку и надвор од него. Во научно-истражувачката работа главен акцент беше даден врз ориентацијата за истражување, обработување и публикување на оригинални изворни материјали кои послужија за солидната обработка на македонската историја. Најкрупен зафат и придонес на македонската историска наука представуваше објавувањето на тритомната историја на македонскиот народ во 1969 година. За прв пат во својата историја, македонскиот народ се здоби со целосна своја историја, во која на научен начин се разработени светлите страници од неговото богато миното. При тоа, голем зафат представуваше и објавувањето на двата тома од историјата на народите и народностите на Југославија, заедно со другите југословенски историчари. Втор главен зафат и придонес во македонската историска наука представуваше објавувањето на двотомните документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава во 1981 година. Во овој многу успешен научен труд, во кој работеа над 80 соработници од целиот наш универзитет, научно се систематизирани најважните документи за историјата на македонскиот народ од најстарите дни до денес. Значаен удел во својата дејност членовите на групата за историја имаат постигнато и со своето учество, со реферати и соопштенија на бројни научни конгреси, симпозиуми, собири и семинари во земјата и странство. На нив беа репрезентирани постигањата на нашата научно-истражувачка работа. Членовите на оваа група остварија и бележита соработка и во меѓународната размена, што ја води нашиот универзитет со универзитетските центри во земјата и во странство. По повод 50 годишниот јубилеј на филозофскиот факултет во Скопје во 1996 година разговаравме со деканот на ова високообразовна и научна институција, професор доктор Трајан Гоцевски.
Денеска со задоволство можам да изјавам дека Филозофскиот факултет представува респективна високообразовна институција со модерни наставни програми, со респективен наставно-научен кадар, но тоа не било од секој пат така. Филозофскиот факултет има богата традиција и тој е формиран пред 50 години. Во тоа време Филозофскиот факултет имал два оддели, и тоа едниот оддел бил филозофско, историско-филолошкиот и природно-математичкиот оддел, што значи дека кај нас тогаш на некој начин се создаде првиот педагошки факултет кој што требаше да едуцира кадри пред се за просветата, бидејќи после ослободувањето тој дел највеќе недостасуваше. Во оваа пригода сакам да кажам дека тој тогаш почнал со неколку студиски групи, како што се филозофијата, педагогијата, историјата на уметноста, македонскиот јазик, југословенската книжевност, романската филологија, класичната филологија, математика, физика, хемија, биологија и географија, што ќе рече дека во тоа време започнал да работи еден мал пристоен универзитет. Но тоа биле и сосема сериозни проблеми за да се обезбеди наставен кадар за толку групи, но сепак наставата ја почнале 20 наставници со 548 студенти и тие во наредниот период успеале да создадат едно респективно кадрско јадро. Меѓутоа, понатаму, како што се развивала земјата и како јакнела материјалната положба на самиот факултет и како се ширила кадрската основа, дошло до потреба да се основаат и други високообразовни институции, така што Филозофскиот факултет представува основата во 58-та година од него да се оддели природно-математичкиот оддел и тој да прерасне во природно-математички факултет, а додека нешто покасно во 74-та година се одделува филолошкиот оддел, кој што понатаму прераснува во филолошки факултет. Исто така, денеска ние со гордост можеме да кажеме дека ги поставивме темелите на развојот на неколку други научни области, како што се во областа на психолошките науки, социолошките науки, социјалната работа и социјалната политика, во областа на археологијата, во областа на одбраната, во областа на хуманистичките студии и во последно време од пред 4 години во областа на дефектолошките науки. Според тоа можеме да заклучиме дека Филозофскиот факултет беше расадник на кадри од низа научни области кои што денеска го сочинуваат јадрото на наставниците пред се во средното и во основното образование. Филозофскиот факултет создаде бројна интелигенција која што на некој начин беше носител не само на собитијата во нашата поблиска и подалечна историја, туку и на собитијата кои што се случуваат во последните 5-6 години околу конституирањето на Република Македонија како самостојна држава, па од тука денеска може да се каже дека нашите кадри имаат и историска одговорност за создавањето и на новите вредности во системот кој што сега го градиме, и тоа за сите области на животот, а особено во сферата на воспитно-образовниот систем, во сферата на науката и културата, кои се столбот на материјалниот и духовниот просперитет на нашата млада држава. Филозофскиот факултет во Скопје чувствува и една обврска, бидејќи во моментот сме и добитници на наградата Свети Климент Охридски. Имаме должност да го носиме просветителскиот факел што го запали Свети Климент Охридски, а го започнаа светите Кирил и Методија. И ние на некој начин имаме одговорност истиот да го предадеме на нашите идни поколенија со гордост и достоинство, како што тоа му прилега само на високообразовани луѓе и како што тоа му прилега на народи кои што имаат долга просветителска и друга традиција и историја.
Гостин во емисијата е доктор Радко Дуев, професор и актуелен декан на Филозофскиот факултет во Скопје. Го прашуваме како се дојде до поместување на одбележувањето на значајните годишнини од формирањето, односно создавањето на факултетот. И тоа со причина, затоа што во документацијата на Радио Скопје има голем број тонски записи со негови претходници, основоположници на првата високообразовна и научна институција во што втуку втемелената македонска држава, во кој јасно се подвлекува дека Филозофскиот факултет е создаден во 1946 пред 75 години. Повелете. Благодарам. Ние мораме да кажеме дека одбележуваме два значајни јубилеи. Веќе од 2006 година постарите професори и колеги наши на факултетот сметаат дека со основањето на Филозофскиот факултет во 1920 година се дава темел на институционалниот развој на високото образование во Македонија. Точно дека 75 години е од првата настава на македонски јазик. За тоа постојат сведоштва, оние написи во Нова Македонија кои што и ден денес кога ги прочитате ќе почувствувате со каква еуфорија започнало предавањето на македонски јазик, но мора да подвлечеме дека со основањето во 1920 година и со тие 4 катедри што започнува, иако целта била друга, идејата била како испостава на Белградски универзитет да биде како некој вид денационализација и асимилација на населението, но знаете, високото образование секогаш поттикнува поголем отпор кај младите учени и тоа набрзо го сватиле властите во Белград и дури имало идеја да се укине. Так. И во протестите против желбата се укине Филозофскиот факултет се кренале голем број интелектуалци, студенти во Скопје и меѓу нив дури учествувал и нашиот поет Кочо Рацин во тоа време. Има податок. Да. И зошто сметам дека се значени двата јубилеја? Бидејќи од фондот на Филозофскиот факултет, од библиотеката која што раснала со години, од таму се развива Народната библиотека, значи универзитетска библиотека. Потоа, дел од професорите кои што биле асистенти, како Десанка Милјовски и Шоп Трајанов, стануваат професори на Филозофскиот факултет. Потоа, големи лица од оние бегалци од Октомвриската револуција, како Владимир Мошин, направиле многу за македонската култура. Знаете, сите оние средновековни ракописи глаголички се направени од лица кои што работеле професори и на предвоениот Филозофски факултет. И затоа во 2006 тогашниот декан и професорите, кои голем дел од нив се веќе во пензија, сметаа дека треба да почнеме да го одбележуваме институционалниот развој, кој што минатата година беше 1 век. Секако се уште има дилема и кај постарите професори, дали, но знаете, при посета на други универзитети, како Краковскиот или во Германија, да кажеме Полска станува држава 1918 година, а слават дека основањето на универзитетот е 1400 година. Имено има податок дека од 1920 до почетокот, значи на Втората светска војна 41, веќе има завршено 118 студенти кои што се вградуваат во македонското општество потоа. Добро, го расчистивме овој. Не само тоа, започнува и научната активност. Првото научно списание, годишнак Скопскog научnog друштва, кој што се уште имаме примероци нашиот факултет, во него објавувале најголем дел студенти кои што се од Македонија. И за Македонија. И дури, она што го кажуваше и покојниот професор Ѓорги Делчев, дури и од другите делови на Македонија доаѓале да студираат на тој факултет, сметајќи дека сепак е нешто што се случува на нивната територија, нивната култура. Па добро, тоа е и сосема јасно, ние ако малку поназад се навратиме, ќе се присетиме дека во 1910 се обидоа да отворат и висока педагошка школа во Скопје, Мисирков, митрополитот Теодосиј Гологанов и Петар Попасов. Меѓутоа не им беше дозволено од тогашниот раководител на екзархијата и од турските власти, се разбира. Значи обиди имало, но еве се направило 20 и тоа во делот што велите на институционалниот развој е сосема оправдано и да се одбележува во таа форма. Професоре Дуев, го прифаќам вашето толкување дека во традициите на Филозофскиот факултет се вградени и 1920 и 1946 година.
со јасна дистинкција, како што рековме, во поглед на јазикот, на кој е изведувана наставата и проследуваните цели. А сега ве молам да дадеме одговор на прашањето што представува филозофскиот факултет денес и да проговориме за соработката со сродни институции во нашето обкружување во Европа и во светот. Започнавме со развојот и почетоците. Филозофскиот факултет во своето едновековно постоење постојано се развивал. Тој е еден од столбовите на нашата држава. Тука се првите докторати, тука се првите научни списанија, тука се сите оние професори кои што работеле на лексикографија, на многу елементи кои што нашата држава морала да ги има како институции. Филозофскиот факултет е еден од најголемите во нашата земја. Има развиени програми, само 19 програми имаме за прв циклус на студирање, 25 програми за втор циклус и 15 програми за докторски студии. Така што во својот развој и потребите на општеството тој се ширал. Првите учители во Македонија произлегуваат филозофскиот факултет, така што неговата улога низ децениите, па и ден денеска всушност да биде столб на нашата држава. Секако не ги подценуваме нели другите факултети, но она што е обележена државата, тоа е она што го создава филозофскиот факултет. Денеска филозофскиот факултет е модерна институција која има силна меѓународна соработка. Само пред пандемијата, последните 3 години на филозофскиот факултет го посетиле 150 професори од странство и 150 професори од филозофскиот факултет учествувале на разни работилници, конференции надвор од нашата земја. Ние започнавме и мрежување на сите филозофски факултети во регионот. Свативме дека пред да започнеме да се шириме подалеку во светот, дека мора најпрво да се зајакнеме регионалната соработка, заради близината, културата и намалените трошоци за размена. И започнавме заеднички подготовки на летни школи, меѓународни конференции. Имавме 36 меѓународни конференции настани само во последните 3 години. Што мислам дека е многу значајно, не само за популаризација на нашата земја, туку едноставно и за јакнење на капацитетот на професорите, студентите, бидејќи во глобалниот свет и системот европски кредит трансфер систем, она што е најзначно е трансферот, размена на знаења, размена искуства и засилено работевме на тој план, следејќи ги и традицијата на нашите стари професори. Знаете, ние имавме професори од светски ранг како Михаил Петрушевски, Илиевски, Шоп Трајанов, Ѓорги Делчев, да не ги набројувам. Тоа е една плејада големи имиња кои што оставиле Полјански, Лапе, кои што оставиле многу големи траги во нашата историја. И првиот докторат одбранет на македонски јазик е Благоја Попов, академикот. Да напоменам дека и при основањето на МАНУ најголем дел од професорите и иницијатори биле професори на филозофскиот факултет. Сега, ако може да направиме еден пресек, да речеме колку студенти има завршено во овие изминати 100 или 75 години на македонски, колку имаме докторати, магистеранти. Јас постојано кажам, не сум едно големо семејство. До оваа година дипломирале 21.209 студенти, 550 докторски дизертации се одбранети и 1827 магистерски трудови. Самата бројка укажува секако дека тоа се должи на нашето долго постоење, но сакам да напоменам дека и ден денеска филозофски факултет е еден од најатрактивните факултети при запишување во учебната година. Ние веќе со децени кажувам дека сме трет факултет по интерес на младите студенти. Има повеќе институти, повеќе области. Најмногу има интерес нели за медицинските науки, тоа е настана традиција, потоа за информатички науки во последно време и тука негде сме заедно со економскиот факултет по бројот на интерес и за студирање на студентите. И моментално имаме околу 3000 студенти, затоа кажувам, ние сме едно големо семејство. Заврши денешната документарна емисија Историски фокус, посветена на создавањето на филозофскиот факултет, кој представуваше јадро на Скопскиот универзитет, денес Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје,
а по повод 75 годишнината од почетоците на ова прва високообразовна и научна институција оформена во првите години од изградбата на првата македонска држава. При незиното формување од фонодокументацијата на Радио Скопје, Македонското радио, користевме снимки од